До слободни тротоари на тетовските улици со метални столпчиња. На овој начин пешаците во Тетово добија можност да се надеваат на побезбедно движење по градските тротоари, кои често се узурпирани од паркирани возила. Изминатиот период истите се поставени на повеќе локации во градот, а последно на крстосницата на улиците Благоја Тоска и Борис Кидрич, вклучувајќи го тротоарот на Борис Кидрич, што води кон основното училиште Братство Миѓеника и спортскиот центар и кој важеше за непристапен и непрооден за пешаците. Тетовци ја поздравуваат оваа активност на градските власти и сметаат дека потребна е уште поголема нивна ангажираност, бидејќи со металните столпчиња проблемот е само делумно решен. Останува да се обележат сите пешачки премини на градските улици, пошто се надеваат дека ќе се зголеми безбедноста на пешаците во сообраќајот. Исто така потребно да се постават столпчиња на уште многу тротоари кои се узурпирани од паркирани возила. Наравно нема коле да се пика и пешаците слободно ќе иде. Инако е многу лошо се са по тротоарите, не може да заминеш, поготово кој е неспособен инвалид, за нигде, да. Е побезбедно и како не е побезбедно. Барем нема да се паркира коле, се тие работи. Иначе за нас, кај да пројдеш, не треба доле да пројдеш, кај проđe ауто. То не е нормално, ама има што се прави. Апсолутно и за нас пешаците, и за самите коле е подобро, зашто нема да изгаза човек, нема да биде жртвен. Али најмногу е за нас. Многу е убаво, значи сигурно се движиме по плочици, по тротоарите. Тротоарот е зафатен увек со коле паркирани, а пешакот кај да пројде мора да пројде по улица кај што се вози. Ми смо више и полгодине, па ќе се сопнеш да падне, ќе те изгази кола и све, па и за дета и за све. Треба да идеш по пут, а не на тротоар. Тротоарите се за луѓе, не се за коле. И затоа не сум задоволен, право да ви кажам. Еве овде па нема па пешачки. Па нема ништо, нема никај да пројдеш. Животот не е загрозен, да знаете, поготово на стариве луѓе. Од секторот за комунални дејности, заштита на животната средина и природа при општина Тетово, за тоа дали ќе има вакви столпчиња и на други места, информираа дека се ставаат таму каде што има потреба, неправилно паркирање и прекинување на пешачкиот премин, како и за слободно преминување на пешаците. Инаку, како што велат оттаму, општина Тетово не е единствена општина што користи вакви сообраќајни решенија.